Државниот обвинител Ненад Савески стави потпис на одлуката со која се одземаат овластувањата на обвинителите кои водат предмети што не се во нивните матични обвинителства. Испратена е до сите обвинителства во земјава со цел, како што кажат, да се воведе конечен ред. Добар дел од предметите се за висока корупција, меѓу нив и Талир 1 кој се однесува за перење пари во ВМРО ДПМН и Талир 2 за незаконско финансирање на седиштето на партијата, кој досега ги водеше обвинителката Ленче Ристоска. Таа за Канал 5 вели дека се уште не го добила известувањето и дека дополнително ќе се произнесе по ваквата одлука на Савески. Ова одлука предизвика и политички реакции. Председателот на СДСМ Венко Филипче обвини дека републичкиот обвинител Савески постапувал според насоки на премиерот Мицкоски, а ваквите одлуки според него биле доказ. Еве зашто не гласавме и не му дававме подршка. Затоа што работи по диктат на Христо Мицкоски. Има ли поголем доказ од тоа да се спаса предметите во кои што ВМРО ДПМН е предмет на истражување и судски процеси? Па има ли поголем доказ? Премиерот Мицкоски пак рече дека нема да ја коментира одлуката на републичкиот обвинител, но вели дека јавноста очекува одговори што се однесува до предметите кои ги отворило тогашното специјално јавно обвинителство и начинот на кој истите се воделе. Јас тоа го кажав и за време на пратеничките прашања во парламент, очекувам од јавниот обвинител во јавноста, новиот јавен обвинител во јавноста да излезе со став за тоа како затвореникот тогашен Катица Јанева ги пренесе своите овластувања и ги оживеа предметите од поранешното специјално јавно обвинителство. На кој начин? И како беше тоа направено? Македонската јавност, граѓаните заслужуваат да знаат, бидејќи тие ги плаќаа оние скапи милионски хонорари за тие така наречени обвинители кои што беа дел од СЈО. Експертите пак сметаат дека пребаргу се носат заклучоци. Универзитетскиот професор Гордан Калајджиев по однос на предметите Талир 1 и Талир 2 вели дека веќе се застарени и траат предолго. Во моментов нема забелешка на одлуката, но вели ако има нешто спорно, набаргу ќе се открие. Работите со Ленче се добие друг призвук, затоа што се направи целата една атмосфера и која практично целата работа ја покажува автоматски во политички контекст. И ја не сум сигурен дали сега новиот обвинител не е упаднат на некој начин во таа замка, сите негови нови одлуки да се толкуваат така. Мислам дека има доволно углед и интегритет, може да му се верува дека овие одлуки се донесени бонафиде. Покрај Талир 1 и Талир 2, нов обвинител од Дана Гоговска ќе ги преземе предметите за онкологија, а веќе нов обвинител ги застапува трите предмети за полициските службеници поврзани со трагедијата во Кочани, кои ги водеше обвинителката Ивана Трајчева.